На денот на ослободувањето на град Скопје, 13 ноември, недостасува едно големо споменобележје. Синовите, внуците и воопшто граѓаните на град Скопје нема каде да положат цвеќе, бидејќи споменикот на стреланите скопјани, како одбележи на 9 стрелани невооружени и невини граѓани, го нема. Кој го тргнал споменобележјето, никој не знае. Се договоривме на лице место и каде да биде поставен потоа споменикот наш. Ние го подпишавме договорот и споменикот беше целосно отстранет и однесен на безбедно место во општината, веројатно во просториите кои ги одредила тогаш градоначалник беше господинот Владимир Тодоровиќ. И во договорот, може би и ние сгрешиме тогаш, а и кој можеше да претпостави за колку време ќе се гради тој простор. Не одредивме рок до кога тие да го постават споменикот. Во обид да дознаеме каде е релјефот и дали и кога ќе биде вратен на истото место, Нова се обрати во општина Центар, откаде што соопштуваат дека не знаат кој го срушил објектот, а одговорниот е должен да го врати според договорот од 2010, подпишан со поранешниот градоначалник на Центар Владимир Тодоровиќ. Армирано-бетонскиот споменик на оние што ги дадоа своите животи за Скопје беше изграден, 2 години стоеше за да се изработи партерот кој требаше потоа да биде обложен со мермер. Споменикот се чуваше, меѓутоа некој, не знаеме кој, општина Центар нема информации кој го направил тоа, споменикот беше урнат. Инаку релјефот кој што требаше да биде поставен се чува во складиште на општина Центар и откако ќе се утврди кој е тој што го урнал споменикот и кој што треба да го врати во првобитна состојба, откако ќе се постави и постаментот, општина Центар веднаш ќе го предаде релјефот и ќе го стави на споменикот кој што реков треба да го изгради оној што го урнал. Она што ние го знаеме е дека поради изведбата на градежните работи околу подземното паркиралиште, во тој момент, во тие мигови е всушност и направено ова дело. Побаравме одговори од град Скопје, но оттаму не упатија дека одговорот треба да го бараме во општина Центар. Општина Центар е инвеститор на плоштадот Карпошово во Станје и само тие може да ви одговорат кога ќе заврши проектот и кога ќе се исполнат обврските од спогодбата со боречката организација. Стои во одговорот на град Скопје. Нова побара одговор од двете најголеми градежни компании, Гранит, односно Бетон. Од Гранит беа децидни дека тие не ги извршуваат градежните активности на тоа место, додека од Бетон ни потенцира дека само директорот може да даде изјава на таа тема, но дека во моментов е на пат и не се во можност да ни дадат одговор. На 13 ноември, пред 67 години, борците на 42-та и 50-та Народно-ослободителна дивизија на Македонската војска и 16-та Македонска бригада го ослободија Скопје од фашистичката окупација, а по разговорот со граѓаните низ улиците на Скопје, велат секогаш ќе им останат во сеќавање 9 загинати и покрај тоа што годинава ќе се прославува безнивно споменобележје.